Благодарам, председателка. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Мојот говор ќе го започна најпрво со значењето на Уставот и Уставниот суд во Република Македонија. Според член 108 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката која штити уставноста и законитоста. Очигледно е дека Уставот ги третира начелата на уставноста и законитоста како единствено начело на организирање, уредување и функционирање на општествено-политичкиот систем на Републиката, со сета негова општествена поставеност, со сите негови органи и институции, утврдени со нејзиниот уставен поредок. Според тоа, спроведувањето на ова начело е одраз на општите карактеристики на целиот општествено-политички систем, со неговите подсистеми, политички, економски и најпосле правниот поредок како негов подсистем. Со спроведувањето на ова начело се штити уставноста и законитоста, како состојба на ред и поредок во општеството. Нејзината заштита е основна надлежност на Уставниот суд на Република Македонија. Во системот на заштитата на уставноста и законитоста, Уставниот суд го зазема највисокото место. Неговите одлуки за заштита на уставноста и законитоста се задолжителни и извршни за сите правни субјекти. Тие се конечни и извршни. Против нив не е дозволена никаква жалба. Уставниот суд е независен од другите органи на државната власт. Во неговата работа тој е независен од собранието, од председателот на Републиката, од владата и од редовните судови. Со ова, Уставниот суд се издига на ниво на највисок авторитет во заштита на уставноста и законитоста. Од правна гледна точка, Уставниот суд исклучиво е зависен од Уставот на Република Македонија. Уставот е надреден на сите јавни власти. Тој е надреден и на сите нивни активности, вклучувајќи ја тука и контролата на уставноста на законите и уставноста и законитоста на подзаконските општи правни акти. Со таквата позиција, во уставниот поредок, Уставниот суд се јавува во улога на гарант за почитување на Уставот на Република Македонија како акт со надзаконско дејство. Со оваа улога, Уставниот суд целосно се вклопува во системот на владење на правото како темелна вредност на уставниот поредок, но не и во системот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, која е исто така темелна вредност на тој поредок. Уставниот суд го сочинуваат 9 судии. Нема независен уставен суд ако судиите се зависни. Токму затоа, Уставот на ова прашање му посветува особено внимание во тоа што обезбедува механизми за ставање на судиите во независна позиција од носителите на власта и од имателите на политичката моќ во Републиката. Тие механизми се неспоивоста на функцијата судија на Уставниот суд со вршење на друга јавна функција и професија или со членување на политичка партија, имунитет на судија на Уставен суд и неможноста Уставниот судија без негова волја да отстрани од функција пред истекот на мандатот, освен во случај ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци или ако трајно ја изгуби способноста да ја врши својата функција, која што го утврдува самиот Уставен суд. Положбата на Уставниот суд во Уставниот поредок на Република Македонија, утврдена со Уставот на Републиката, му овозможува на судот функционална независност, но
Практиката покажува дека во однос на независноста на Уставниот суд, нормативното пропишано со одредбите на Уставот секогаш не е во согласност со фактичкото. Функционалната независност не е можна без негова административна и финансиска, односно буџетска независност. Составот на Уставниот суд и начинот на изборот на судиите треба да биде во функција на неговата независност, односителите на власта и моќта во општеството. Меѓутоа, токму преку изборот на судиите, органите на политичкото одлучување можат да остварат влијание врз работата на Уставниот суд за заштита на уставноста и законитоста. Уставниот суд на Република Македонија обстојува и работи во услови на турбулентно окружување кое се одликува со остри спротивности и судири меѓу носителите на политичката моќ. При тоа, оние што се на власт често гледаат во Уставниот суд инструмент за заштита на нивните политички интереси, инкорпорирани во законите што ги донесува собранието, во кое имаат мнозинство пратеници. Оние пак што се во опозиција, во него често гледаат инструмент за заштита на интересите на владеачката гарнитура, кои најчесто се спротивни на нивните интереси. Затоа Уставниот суд се наоѓа во клинч меѓу едните и другите. Тоа без сомнение ја отежнува неговата позиција на политички неутрален орган, чија основна задача е заштита на уставноста и законитоста во општеството, без оглед на тоа кој од носителите на политичката моќ е на власт или пак во опозиција. Подетално и низ примери, како што е објаснато во Хелсиншкиот комитет за човекови права од 2016 и во Уставниот суд во стегата помеѓу политичките интереси и човековите права. Ако Уставниот суд, според Уставот, е политички неутрален орган и како таков стои на браникот на заштитата на уставноста и законитоста, Собранието на Република Македонија како орган кој ги избира судиите на Уставниот суд треба да биде политички неутрално. Врз него најголемо влијание има владата, која преку бројноста на пратениците практично врши контрола над неговата работа. Тешко може да се каже дека председателот на Републиката е политички неутрален, иако како председател на сите граѓани на државата би требало да биде. Нему Уставот му забранува да врши функција во политичка партија, а не му забранува да биде нејзин член. Судскиот совет пак на Република Македонија, на чии членови Уставот им забранува да членуваат во политички партии, исто така би требало да биде политички неутрален. Но практиката долги години покажува дека не е така. Во услови на турбулентно и несигурно политичко опкружување се навестуваат две опасности штетни по позицијата на Уставниот суд во функција на заштита на уставноста и законитоста. Првата опасност е тој да се политизира со стремеж заштитата на уставноста и законитоста да ја користи само како параван за сопствено наметнување како политички фактор. Втората опасност е тој да страсне со политичката власт и место фактичка да обезбеди привидна уставност и законитост во согласност со интересите на владеачката гарнитура. Од друга страна пак гледано и уставните судии се луѓе од крв и од месо, со своји интереси, потреби, со своји мотиви, желби и стравувања, со свој разум и чувства, со своји политички и идеолошки ставови и така натаму. Нема политички апсолутно неутрална личност. Секој човек има, помалку или повеќе, симпатии кон одредени политички и идеолошки погледи и правци.
Некој е левичар, некој е десничар. Некој преферира социјализам, некој капитализам, некој е за демократија, друг е за цврста рака. Затоа од уставните суди во услови на турбулентно окружување не може да се очекува апсолутна непристрасност кон еден или кон друг носител на политичката моќ во општеството. Пристрасноста е емоционална категорија. Луѓето покрај разумот имаат и емоции. Но кога се одлучува за правните работи, емоциите треба во потполност да се исклучат. Судијата или кој било донесувач на правни одлуки треба да се потпира на ладниот здрав разум, како што пишува Томас Пейн, а чија суштина ја објаснуваат грчките и римските стоичари, како и Спиноза во петтата книга од неговата етика. Во вакви услови, Уставниот суд може да се наметне како авторитетен заштитник на уставноста и законитоста, само ако е составен од луѓе со големо стручно знаење, со високо развиено чувство на одговорност пред општеството и граѓаните, со развиена правична и општествена имагинација за согледување на визијата што ја наметнуваат воспоставувањето и зацврстувањето на владењето на правото, гарантирањето на човековите права и граѓанските слободи и другите цели на уставниот предок на Република Македонија, утврдени со преамбулата на Уставот, како и со висок степен на лична храброст да се борат за нејзино остварување, без оглед на ризикот кој можат врз себе да го навлечат, поради несогласувањето и незадоволството на носителите на политичката моќ. Понатаму сакам да ја запознам македонската јавност и со годишниот извештај на Судскиот совет на Република Македонија за 2021 година. Судскиот совет на Република Македонија е основен орган во судството, кој исто така треба да ја гарантира независноста на судството и да го контролира квалитетот на работењето на судиите и судовите во поединечно и во целина. Судскиот совет е директно одговорен за независноста и квалитетот на судството. Во однос на следењето и оценувањето на работата на судиите, во 2020 и 2021 година имаме идентични 4 параграфи, кои подобро и да ги нема во извештајот, од причина што не може да се извлече ништо, освен дека се донесени некои акти, кои не знаеме дали даваат некаков резултат и дали воопшто се почитуваат. Ова е уште еден извештај кој е сведен на препишани реченици од претходните извештаи и статистички податоци без некое посебно образложение. Меѓу другото, надлежности на Судскиот совет, кои се вклучени во член 36, како еден од поважните, може да се издвои дека тој се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството. Оваа надлежност само е напишана во закон, за да може извршната власт да се оправда пред некои ентитети во државата, уште кога се донесуваше новиот закон за Судскиот совет, а Судскиот совет воопшто ништо нема превземено во однос на угледот на судиите и довербата на граѓаните во судството. Тоа се докажува, односно несоборлив доказ за оваа е анкетата која за жал ја изнесе амбасадорката на САД, во која се вели дека само 8% од граѓаните веруваат во судството. Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија, во член 37, е предвидено донесување на годишна програма за работата на Судскиот совет. Како први 3 точки кои треба да ги содржи годишната програма се следните: мерки и активности за унапредување на независноста на судството,
мерки и активности за зголемување на ефикасноста на судството, план за континуирано следење на работата на судовите. Во годишната програма за 2021 година предвидено е заштита на угледот на судскиот совет и на судиите, како и на председатели на суд, и заштита на работата на судскиот совет преку следните активности: да се обезбеди проактивна улога на членовите на судскиот совет во креирањето на новите законски прописи, навремена реакција во случај кога е загрозен угледот и функцијата на член на судскиот совет, навремена реакција во случај кога е загрозен угледот и интегритетот на судиите, односно на председателите на судот. Законот е донесен во 2019 година, нема предложено ниту една измена, ниту пак се изјаснети од судскиот совет дека работат на измена и на дополнување на законот. Каква е таа навремена реакција во случај кога е загрозен угледот и функцијата член на судски совет и во случај кога е загрозен угледот и интегритетот на судиите, председателите на суд? Дополнително како индикатор на овие, ако може да се наречат мерки, се соопштенија, брифинзи, пресконференции и други организирање на тркалезни маси, за да се разговара за притисоците и ризиците кон независноста, кон разни интересни групи, суди, адвокати, јавни обвинители, новинари и друго. Значи судот преку пиар, судот и судскиот совет преку пиар и некој вид на маркетинг ќе се бори за независност и заштита на угледот на судиите и нивниот интегритет. Во годишната програма за 2022 година, како мерка подобрување на независноста на судството, е предвидено да се унапреди статусот и стандардот на судиите и членовите на Судскиот совет на Република Македонија. Воопшто, во делот на унапредувањето на независноста на судството се наведени само 3 точки, кои не даваат апсолутно никакви резултати. Реализацијата на годишната програма не е ниту спомената во годишниот извештај. Судскиот совет треба да направи детална анализа, да утврдат како да се борат против притисокот од извршната власт, како да ја подобрат независноста на судството. Спротивно на тоа, тие не уназадуваат, што го гледаме тоа од многу анкети. Судскиот совет на Република Македонија, наместо да е самостоен и независен орган на судството, тој за жал е комплетно зависен од желбите и интересите на власта. Наместо Советот да ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите, тие преку празни програми и неисполнетост служат исклучиво како биро за вработување и унапредување на во наводници подобни судии. Сосема идентично како и Советот на јавни обвинители. Во продолжение, сакам исто така да ги запознам граѓаните на Република Македонија со извештаите на Народниот правобранител, кои исто така се однесуваат на правосудството и постапки пред јавното обвинителство. Оваа извештајна година, се мисли на 2021 година, во областа на правосудството до Народниот правобранител се поднесени 436 представки, преку кои граѓаните и сите други лица побараа заштита на своите права и споредбено со претходната извештајна година, кога беа поднесени 406 представки, се бележи зголемување на нивниот број. Генерално, на ниво на институција, представките од оваа област и понатаму остануваат најбројни. Преку анализа на содржината на
предметното постапување се констатира дека граѓаните во најголем дел во оваа област бараат заштита на своите права во контекст на првостепени и второстепени кривични и граѓански постапки, постапки пред управните судови, како и за постапките кои ги водат пред лицата со јавно овластување, адвокати и нотари. Следствено на тоа, а во поглед на работата на судската власт, граѓаните од народниот правобранител најчесто барале интервенција во насока на добивање на информации кои истите не можеле да ги прибават од судовите, како што се во која фаза се наоѓа постапката, број под кој е заведен судскиот предмет, дали е извршена експедиција на списи помеѓу судовите, за непочитување на принципот за судење во разумен рок и слично. Инаку, и натаму останува голем бројот на поднесени представки кои се однесуваат за веќе завршени судски постапки, каде се бара да се изврши промена на судската одлука и се укажува на незаконско работење на конкретни судии. Народниот правобранител во врска со представките за прибирање на информации навремено постапуваше и во најголем дел од предметите со ваква содржина помогнал подносителите да си ги остварат своите права. Во поглед на неоправданото одложување на постапките и непочитување на принципот за судење во разумен рок, народниот правобранител констатирал голем број на повреди од основните граѓански судови, посебно од Основниот граѓански суд Скопје, особено во споровите од работен однос. За отстранување на констатираните повреди, народниот правобранител дал неколку препораки и укажувања за начинот на нивно отстранување, односно ја истакнал потребата судот без какво било формални изговори да го почитува начелото за судење во разумен рок и носење одлуки во законски определениот рок. По вака констатираната состојба и преземени действија од страна на народниот правобранител, Основниот граѓански суд Скопје воопшто не преземал дејства за промена во динамиката на водењето на предметите, туку повторно доставувал формални одговори во кои е дадено и објаснување што е превземено во текот на постапката и дека причини за одложување на постапките се големиот број на предмети. Ваквите причини секако дека не се за оправдување. Народниот правобранител за представките во кои се борел промената на судските одлуки и ги насочувал дека одредени судии работат нестручно и несовесно, исто така укажувал дека не е надлежен да постапува по вакви наоди и на подносителите, меѓу другото, им било давано правен совет по натамошна заштита на своите права да побараат пред Судскиот совет на Република Македонија како орган надлежен да утврдува нестручно и несовесно работење на судиите. Значителен дел од представките од оваа област се однесувале и за работата на управните судови, при што, иако е донесен и е на сила новиот закон за управни спорови, граѓаните и натаму се жалеле на истите проблеми, односно предолгото траење на овие постапки, неодржување на јавни расправи и недонесување на мериторни одлуки. Врз основа на предметното постапување, народниот правобранител констатирал дека одложувањето на овие постапки е поради немањето на соодветна комуникација меѓу државните органи и игнорантскиот однос кон барањата на управниот суд за доставување на списи, поради што постапките стануваат долготрајни
и се предизвикува незадоволство кај граѓаните. Во овој сегмент воопшто не е спорно дека доставата и експедирањето на пресудите и решенијата до странките и до Висшиот управен суд, кога одлучува по жалба на одлука на Управниот суд, се врши со задоцнување понекогаш и од неколку месеци. Управниот суд, дури и по барањата на Народниот правобранител, не доставувал навремени одговори, а истите не ги содржат ниту пак бараните информации или пак се од формална природа. Токму затоа, Народниот правобранител бил принуден да превзема действија со кои на Управниот суд му се укажува на неопходната потреба од почитувањето на надлежностите на Народниот правобранител, кои придонесуваат, односно исклучиво се во насока за заштита на уставноста, на Уставот и законските права на граѓаните и сите други лица, вклучително и пред овој суд. Народниот правобранител констатирал исто така повреди при постапувањето на носителите на јавните овластувања, односно во постапка на издавање препис на документ заверен кај нотар, на кого му престанала службата поради исполнување на условите за старосна пензија. Имено нотарот, кој е поставен привремено да ја врши службата, одбивал да издаде препис поради непристасност во архивите на нотарот кој е во пензија. Во оваа постапка било констатирано како граѓаните во пракса тешко и со многу проблеми може да стигнат до остварување на правото кога системот воспоставен со закон воопшто не може соодветно да профункционира. Конкретно, согласно Законот за нотаријат, архивата на нотарот, кој повеќе не извршува дејност, треба да биде предадена во судот, кој пак во овој случај не ја презел со банално објаснување дека има недостаток на простор за нејзино чување. По констатирањето на ваквата повреда, Народниот правобранител превземал действија пред надлежниот суд и пред нотарот кој е поставен привремено да ја врши службата, пошто го обезбеди бараниот препис и подносителот со ваквото действување го оствари своето право, но по повеќе од 1 година од денот на поднесување на барањата. Што се однесува на работењето на носителите на јавни овластувања, адвокати, Народниот правобранител констатирал дека Адвокатската комора на Република Македонија одговара на барање со задоцнување, поведуваат постапка по жалбите на подносителите, но од представките кои се однесуваат на работата на адвокати, ниту еден адвокат не одговарал дисциплински, односно сите постапки се завршувале со отфрлање на барањето за утврдување дисциплинска одговорност на адвокатот. Општиот заклучок што произлегува од предметното постапување во областа на правосудството покажува дека соработката на судската власт, а особено на Основниот граѓански суд и Управен суд, со Народниот правобранител се уште не е на задоволително ниво. За разлика од минатата извештајна година, кога во голем број од поднесените преставки се укажувало на одложување поради коронавирусот, оваа извештајна година тие предизвици се надминати и судовите со почитување на ковид протоколите почнале да функционираат со активно одржување на рочиштата и незначителни одложувања заради оваа причина. Што се однесува до постапките пред јавното обвинителство, во извештајната 2021 година до Народниот правобранител евидентирани биле 71 преставка во областа на обвинителството, број кој е повеќе од двојно зголемен споредбено со претходната, кога тој број изнесувал 32.
Зголемувањето на бројот на представки во оваа област се должи на тоа што обвинителството, согласно законските овластувања, не е должен да ги известува граѓаните за текот и фазата на постапката, што од друга страна повлекува граѓаните да се жалат на работата на обвинителството и одолжување на постапката. На работата на обвинителствата се жалат како и лица кои се подносители на кривични пријави, така и лица кои имаат својство на осомничени во постапката, а представките се однесуваат на одложување на постапката по поднесена кривична пријава, недонесување на јавна обвинителска одлука, неизвестување на странките за начинот на постапување и текот на постапката, непревземање на потребните истражни дејствија согласно Законот за кривична постапка, недозволување увид во списите и запознавање со доказите на случајот и слично. Ако во 2020 година Народниот правобранител констатирал подобрена комуникација на обвинителството во однос на доставување на времени и суштествени одговори на барањата на Народниот правобранител, за 2021 година состојбата е сосема спротивна. Ова посебно се однесува на Основното јавно обвинителство Скопје и Вишото јавно обвинителство Скопје, кои во поголемиот број на случаи ненавремено постапуваат, доставувајќи нецелосни одговори, па за да ги добие потребните известувања, Народниот правобранител беше приморан во сите случаи да поднесува ургенции. Наведеното не е констатирано за обвинителствата од другите градови, кои секогаш постапуваат навремено по поднесените барања и одговорите од истите се суштествени и детално образложени. Јавното обвинителство на Република Македонија воопшто не одговара на барањата на Народниот правобранител и во неколку предмети, дури откако била поднесена повторна ургенција, е доставен формален одговор кој воопшто не соодветствува со информациите кои биле побарани да се достават. Во извештајната година се постапувало, се мисли на 2021 година, по преставки за ненавремено постапување на обвинителството во постапка за прекин и продолжување на прекин за издржување казна затвор. При превземање на дејствија и мерки пред надлежниот суд, Народниот правобранител утврдил дека причината поради која судот не донел одлука е тоа што обвинителството не доставило мислење до судот. Обвинителството во овој случај не го зема предвид фактот дека според Законот за извршување на санкции, оваа постапка е итна и одлука треба да се донесе во најкус можен рок. Недонесувањето на јавна обвинителска одлука е проблем со кој се соочуваат граѓаните во изминатиот период. Народниот правобранител постапувал по поднесените преставки на граѓани, каде се соочени со фактот дека пред обвинителството се води предистражна постапка, која е почната во далечната 2001 година, за која постапка обвинителството се уште нема донесено јавна обвинителска одлука. Во друг случај, Народниот правобранител утврдил дека предистражна постапка е започната во 2019 година и не е завршена со јавна обвинителска одлука, а една од причините за тоа е предавање во надлежност на друго обвинителство. Замислете колку години се потребни да се донесе една одлука. Ова сериозно влијае врз граѓаните,
застарувањето на кривичното гонење, зашто како сериозен проблем народниот правобранител го алармирал и тоа секоја година. Во постапка каде од страна на граѓани е дадена иницијатива за барање на заштита на законитоста до јавното обвинителство на Република Македонија, која е поднесена во јули 2021 година, подносителот до крајот на 2021 година се уште не добил известување дали е прифатена или не иницијативата за поднесување барање за заштита на законитоста. Народниот правобранител се обратил и до јавното обвинителство на Република Македонија со барање за информации и објаснување во врска со наводите во преставката, но се уште нема добиено одговор. Народниот правобранител исто така посочува дека обвинителството треба да има предвид дека со ненавременото постапување и непревземање дејствија и мерки се предизвикува штета на граѓаните и се попречуваат во остварување на нивните права. Исто така, подносителите на кривични пријави не може да добијат информација од обвинителството за тоа во која фаза се наоѓаат постапките по нивните пријави, што влијае за довербата во институцијата. Овој проблем беше констатиран и во изминатите години, но се уште нема подобрување во пристапноста до обвинителите. Почитувани колеги, говорот ќе го продолжам на тоа што е Уставен суд, неговото значење во нашата држава, односно во Република Македонија. Првиот Уставен суд, како посебна институција на уставниот поредок за контрола на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите општи акти, е воведен со Уставот на Социјалистичка Република Македонија во 1963 година, а започнал со работа на 15 февруари 1964 година. Во тој период, Уставниот суд бил дел од системот на единство на власта и имал за задача да ја обезбедува внатрешната хармонија на правниот поредок. Наспроти релативно ограничената надлежност, меѓу другото, тој немал можност да укинува или поуништува неуставни закони, туку само да ја констатира нивната несогласност со Уставот. Уставниот суд во тој период играл значајна улога во заштитата на правниот поредок во рамки на политичкиот систем, заснован на принципот на единство на власта. Со малку променета положба и потесна уставна регулација, Уставниот суд, како институција на уставниот поредок, го воведува и Уставот на Република Македонија од 1991 година. Уставниот суд е највисок орган во правосудниот систем на Република Македонија и како таков треба да ја штити уставноста и законитоста во државата. Неговите одлуки за заштита на уставноста и законитоста се задолжителни и извршни за сите правни субјекти. Тие се конечни и извршни. Против нив не е дозволена жалба. Уставниот суд е независен од другите органи на државната власт. Во неговата работа тој е независен од собранието, од председателот на Републиката, од владата и од редовните судови. Со ова, Уставниот суд се издига на ниво на највисок авторитет во заштита на уставноста и законитоста. Затоа, уставните судии треба да се гласаат со консензус и истите треба транспарентно да се предложуваат. Треба да бидат квалитетни и да можат да одговорат на предизвиците. Истите треба да се авторитетни во својата професија, во правната професија, судството, обвинителството и така натаму.
Затоа уставните судии треба да бидат од највисок интегритет и квалитет, за да го задоволат критериумот истакнат правник. Понатаму, Уставниот суд исклучиво е зависен од Уставот на Република Македонија. Уставот е надреден на сите јавни власти. Тој е надреден и на сите нивни активности, вклучувајќи ја тука и контролата на уставноста на законите и уставноста и законитоста на подзаконските општи правни акти. Со таквата позиција во уставниот поредок, Уставниот суд се јавува во улога на гарант за почитување на Уставот на Република Македонија, како акт со надзаконско дејство. Со оваа улога, Уставниот суд целосно се вклопува во системот на владење на правото, како темелна вредност на уставниот поредок, но не и во системот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, која е исто така темелна вредност на тој поредок. Уставниот суд го сочинуваат 9 судии. Нема независен уставен суд ако судиите се зависни. Токму затоа Уставот на ова прашање му посветува особено внимание со тоа што обезбедува механизми за ставање на судии во независна позиција од носителите на власта и од имателите на политичката моќ во Републиката. Тие механизми се неспоивоста на функцијата судија на Уставен суд со вршење на друга јавна функција или професија, со членување во политичка партија, имунитет на судија на Уставен суд. Но практиката покажува дека во однос на независноста на Уставниот суд, нормативното пропишано со одредбите на Уставот секогаш не е во согласност со фактичкото. Праксата во нашата држава, како што реков и понапред, покажува дека судството е потполно зависно од власта, дека власта има замешано прсти во изборот на судии и јавни обвинители. Пример е изборот на уставни судии на оваа комисија за избори и именување, на која расправаме повеќе денови. Судиите на Уставниот суд ги избира Собранието на Република Македонија со мнозинството гласови од вкупниот број пратеници. Собранието избира тројца судии со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, односно со Бадентерово мнозинство. Мандатот на судиите трае 9 години, без право на повторен избор. Вака поставениот мандат на уставните судии оневозможува една владеачка коалиција да си ги избере сите уставни судии од редовите на своите луѓе. Сепак, во случај на подолго задржување на одредена владеачка коалиција на власт, постои можност сите судии на Уставниот суд да бидат од редовите на нивните луѓе, од кои се очекува послушно да постапуваат по налозите на власта. Судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Со Уставниот суд раководи председател, кој го избира судот од редот на судиите со двотретинско мнозинство гласови. Неговиот мандат трае 3 години без право на повторен избор. Во рамките на нивните уставни надлежности, по двајца судии на Уставниот суд предлагаат председателот на Републиката и Судскиот совет на Република Македонија. Останатите 5 судии ги предлага Комисијата за прашање на избори и именување на Собранието на Македонија, на која ние расправаме со денови. Составот на Уставниот суд и начинот на избор на судиите треба да биде во функција на неговата независност од носителите на власта и моќта во општеството. Меѓутоа, токму преку изборот на судиите, органите на политичкото одлучување можат да остварат влијание врз работата на Уставниот суд
за заштита на уставноста и законитоста и очигледно е дека во нашата држава не е така. И покрај тоа што расправаме за предложените кандидати за уставни судии, факт е дека нема никаков консензус за предлозите што се гласаат и што се избираат. Се прифаќаат само предлозите од власта, а предлозите на опозицијата категорично се отфрлаат. На ваков начин, кои се избираат, се сомневам дека ќе бидат квалитетни и дека ќе одговараат на предизвиците. Со тоа што се избираат само кандидатите предложени од страна на власта, очигледно е дека ќе работат за нивните интереси. Квалитетот воопшто не е битен. Побитно е кандидатот да биде близок човек на актуелната влада и да биде нем послушник на нивните барања, отколку да биде независен и квалитетен. Имаме биографии за секој кандидат кој е предложен за уставен судија, но убаво ќе беше секој од нив да дојде овде во собранието, да се представат, да кажат нешто за себе, а ние потоа да одлучиме и да одбереме кој ќе биде уставен судија. Предложивте кандидат за уставен судија како што беше Татјана Васик Бозаџиева, која немала никакво искуство и работење во основен суд, ниту во апелационен суд, не донела ниту една судска пресуда. Нема издадено никаков научен труд, книга, публикација или нешто друго. А ги отфрливте нашите предлози за уставни судии, како што се доктор Родна Живковска, доктор Саво Климовски, Тодор Витларов и другите, чии биографии изобилуваа со еден куп трудови, објавени во домашни и меѓународни публикации од областа на граѓанското право. Почитувани колеги, Уставниот суд од потенцијален чувар на највисокиот правен акт на земјата, во земјава, со вакви избори на истакнати правници за уставни судии, се повеќе станува поле на марионетки, од кои се очекува да гласаат и да размислуваат по налог на други луѓе, а не по налог на својот сопствен ум. Сега сме пред сериозен тест, избор на тројца судии во Уставен суд, од 9 члена, како што брои судот, и сите се со 9 годишен мандат. Најспорниот обвинител од Љубомир Јовески, кој е најголемо правно разочарување, кој на своји 68 години го продаде обвинителството со упад во основното јавно обвинителство за организиран криминал и суспендирање на обвинителките со никакво средување на состојбите во обвинителството, за да обезбеди свое место во Уставен суд на негови 68 години возраст. Сите ги видовме реформите на обвинителството со Јовески, кој освен упад во основното јавно обвинителство и поставувањето на специјалните јавни обвинителки на важни позиции, друго ништо не видовме. Денес расправаме токму за него, за предлогот на власта Љубомир Јовески, кој моментално ја извршува функцијата јавен обвинител на Република Македонија. Што треба да знае јавноста за овој кандидат? Неговата лична биографија е следната. Роден 1954 година во село Долгаец, Прилепско, завршил средно образование во гимназијата Цветан Димов во Скопје, а правниот факултет го завршил на Универзитетот Свети Кирил и Методи во 1978 година. Правосуден испит положил во 1983 година, работел повеќе од 15 години како судија на предмети од кривична материја. 12 години работел како јавен обвинител и 7 години работел во областа на извршување на кривични санкции. На 9.11.1987 година бил избран за судија во Општинскиот суд во Скопје. 2.
а во 1995 и 1996 година ја извршувал функцијата заменик председател на судот. На 2.7.1996 година бил избран за председател на Основен суд Скопје 2 со мандат од 4 години, за заменик јавен обвинител во јавното обвинителство на Република Македонија бил избран на 10.4.2008 година, а на 15.4.2009 станал јавен обвинител во тоа обвинителство. Во 2015 година бил избран за член на Совет на јавни обвинители на Република Македонија. Бил председател на Управниот одбор на Академија на суди и јавни обвинители, учествувал во работни групи за изработување на нацрт закони од областа на правосудството и така натаму. А на 25.12.2017 година бил избран за јавен обвинител на Република Македонија. Од тогаш наваму јавноста знае како ја извршуваше оваа функција именуваниот јавен обвинител. Знаеме како ја добри оваа функција и како требаше да ја оправда. Затоа, јавноста треба да знае и за следните работи. Како тоа бил вклучен во мешањето во работата на обвинителите и директно превземал процесни действија во предмети кои не биле во надлежност на јавното обвинителство. Карактеристично за него е лошото менаџирање на буџетот, затоа што имаат блокирана сметка. Неправилно искористување на ресурсите, односно зградата и упремата каде било сместено специјалното јавно обвинителство, стои неискористено, а за него се плаќа скапа струја, скапа кирија за објектот, во кој на работа одат околу 5 луѓе. Нефункционални истражни центри, формирани само на хартија, без поддршка со човечки ресурси, пристап до датабаза, финансии и така натаму. Контроверзното постапување со присуство на состаноци со извршната власт и лица кои потенцијално биле осомничени, исто така се карактеристични за овој кандидат за уставен судија. Еднаш бил предлог на извршната власт и не покажал независност во однос на предлагачите. Нема постапки за многу предмети, пример предметите со пасошите, дрогата во прилеп и некои други предмети. После сето ова може да се каже дека е еден од директните виновници за рекордно ниската доверба во правосудството, која изнесува само 8%. Па како, почитувани колеги, ваков човек со вакви скандали го предлагате за уставен судија? Едниот од виновниците за катастрофалната доверба во судството веќе го наградивте со изборот за уставен судија, односно стана председател на Уставен суд, а тоа е Добрила Кацарска. Па сега сакате уште еден да наградите. Кажете како е можно да се поведат постапки против двајца генерални секретари на владата, а се уште да нема постапка против целата влада. На сите им е јасно дека тие генерални секретари не можеле да прават нешто без знаење на тогашниот премиер Заев, а сега без знаење на сегашниот премиер Ковачевски. Напишано е дека има основано сомнение за најмалку 5-6 кривични постапки. Да бевме нормална држава, досега ќе имавме правосилни пресуди. Да бевме нормална држава, досега ќе знаевме што се случува со 5 истраги. Леонардо, грантови за иновации, камионите во РЕК, ташната Луи Витон, каде отидоа парите заедно со неа, каде исчезнаа парите од ПИО, каде беше министерка Мила Царовска. Ова се само 5 од многуте скандали кои власта и нивните пиони, како што е денешниот кандидат за уставен судија, очајно сакаат да ги забошутат. И не се само овие скандали, почитувани колеги. Кажете како е можно јавното обвинителство
да донесе одлука да не поведе постапка, после видеото на кое се гледа како Ден Дончев, екс-директорот на најбогатиот фонд на Република Македонија, зема сноп пари и ги става во ташна. Ова, колеги, е срам за јавното обвинителство и за целиот правосуден систем. На овој начин јавното обвинителство на чело со Љубомир Јовески не ја исполнува својата основна функција да го брани јавниот интерес и да постапува по предмети. Затоа довербата на граѓаните е речиси изгубена во сите институции. Според последниот извештај на Европската комисија, а и анкетата на американската амбасадорка, која ја спомнав на почетокот, е 8% од граѓаните веруваат во нашето судство, односно 92% не веруваат. Еве ќе прочитам и неколку извадоци од извештајот на Европската комисија. Земјата, ова е извештај, го цитирам, земјата има одредено ниво на подготвеност во борбата против организираниот криминал. Законодавната рамка во голема мера е во согласност со европските стандарди и мора да продолжат напорите за спроведување стратегии против организираниот криминал. Постигнат е одреден напредок на оперативно ниво, но треба работен превод да се направи повеќе за да се подобри ефикасноста на спроведување на законот во борбата против одредени форми на криминал, како што се перење пари и финансиски криминал. Координацијата останува клучна за сите засегнати страни, вклучени во борбата против организираниот криминал. Почитувани колеги, финансискиот криминал, високата корупција се нотирани токму овде во овој извештај. Се потенцира потребата од поголема координација помеѓу институциите, како и малата ефикасност во овој дел. Корупцијата е главен проблем во Македонија. Во делот на борбата против организираниот криминал, државата мора да испорача резултати, а не акции на МВР да се пробивани уште пред да започнат. За корупцијата и организираниот криминал знаат сите во Европската Унија. Поради високата корупција и слабите реформи, нашата земја стои и тапка во место. Понатаму во извештајот се вели: Македонија останува на една од главните транзитни рути за миграцијско движење. Земјата продолжува да има конструктивна улога во управување со мешаните миграцијски текови. Ефикасно соработува со соседните земји и земјите членки на Европската Унија, вклучително и со распоредените офицери од земјите членки на Европската Унија на теренот. Продолжуваат напорите за обезбедување основни услови за живот и услуги за сите мигранти кои престојуваат во земјата. Подобрени се пријавувањето на мигрантите и соодветната заштита на профилирање чувствителни податоци, но треба да се спроведат на посистематски начин. Договорот за статус со Европската Унија, што ќе овозможи распоредување постојани корпуси на Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, Frontex во земјата, се уште не е потпишан поради билатерално прашање. Земјата треба да заземе пометодичен пристап во борбата против криумчарење мигранти. Почитувани колеги, во собранието постојано се гласа продолжување на кризна состојба поради миграцијската криза. Во извештајот јасно стои дека земјата треба да зазема пометодичен пристап во борбата против криумчарење мигранти. Понатаму во врска со правдата, слободата и безбедноста, во извештајот стои дека продолжуваат напорите за контрола на миграцијата, евидентирањето на мигрантите треба да се врши систематски и треба да се подобри профилирање чувствително за заштитата. Земјите треба да воспоставе соодветен систем за контрола и нерегуларното движење на луѓето и да ја прекине праксата на враќање на мигранти без законски
законска рамка. Потребен е посистематски приуд во борбата против криумчарење на мигранти. Најголем дел од препораките од извештајот од 2020 година важат и понатаму. Во престојната година земјата особено треба да продолжи со проактивно спроведување на институционалните реформи во безбедносниот сектор, криминалистичката полиција, финансиските одделенија, Националниот координативен центар за борба против организиран криминал, за да постигне опипливи резултати. Понатаму, да продолжи со спроведување на заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот, вклучително и во образовниот сектор, и да овозможи ефикасна работа на Канцеларијата на Националниот координатор со распределување доволен буџет. Исто така, систематски да ги евидентира мигрантите, да го подобри безбедносното профилирање и да донесе посистемски пристап во борбата против криумчарење мигранти. Борба против организираниот криминал. Земјата има одредено ниво на подготвеност во борбата против организираниот криминал. Законодавната рамка во голема мера е во согласност со европските стандарди и мора да продолжат напорите за спроведување на стратегиите за борба против организираниот криминал. Постигнат е одреден напредок на оперативно ниво, но мора да се работи повеќе и да се подобри ефикасноста при спроведување на законот во борбата против одредени форми на криминал, како што се перење пари и финансиски криминал. Некои од претходните препораки од извештајот од 2020 година важат и понатаму. Во наредната година земјава особено треба дополнително да ги зајакне евиденциите за истраги, обвиненија и пресуди за организиран криминал и перење пари, да покаже способност ефикасно да развива големи криминални мрежи, да ги донесе и спроведе неопходните закони со кои се регулира работата на агенцијата за управување со одземен имот и да ја подобри ефикасноста на националниот систем за одземање имот, да ги распредели потребните финансиски и човечки ресурси на истражните центри, формирани во основното јавно обвинителство, овозможувајќи им ја да ја зголемат ефикасноста на истрагите, да ја подобрат меѓуинституционалната соработка. Во врска со аферата Мафија, и таа е нотирана во извештајот на Европската комисија, цитирам: по истрага што ја спроведоа јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и меѓународни партнери беше откриено злосторничко здружување за продажба на патни исправи, во кој беа вклучени група од 10 вработени во Министерството за внатрешни работи и едно надворешно лице. Вкупно 215 патни исправи со лажни имења им биле издадени на 214 странски државјани и еден домашен државјанин. На 7 од обвинетите им се изречени затворски казни, додека кривичните постапки против преостанатите обвинети се во тек. Беа покренати дисциплински постапки против 9 вработени во Министерството за внатрешни работи и нивниот работен однос беше прекинат. По извршена внатрешна анализа, Министерството за внатрешни работи ги идентификуваше можните слабости на системот за издавање лични документи. Почитувани колеги, аферата Мафија стигна и во извештајот на Европската комисија. Како изврши внатрешна анализа МВР, ги обвини службениците во подрачната станица Драчево, додека главните организатори никој не ги откри кои се. Светските криминалци, замислете, поседувале македонски пасоши. До каде ја донесовме државата? По сите параметри, Македонија е една од најсиромашните, најкорумпираните и најнесрекните држави во Европа. Бројот на невработените расте, а народот осиромашува за сметка на мала група на луѓе кои се исклучително богати. Светски сме на светските извештаи за мерење на корупција и сме
меѓу водечките земји по коруптивност. Извештаите од Европската комисија, кој еве дел ви читав, и Греко укажуваат на тоа дека политиката има силно влијание врз бизнисот, врз правосудниот систем и воопшто врз сите институции во општеството. Или поинаку кажано, корупцијата во Република Македонија станала начин на живење. Се губи и вербата на јавноста во постоење на фер и праведен институционален систем, заснован на вредности достапни за сите граѓани подеднакво. Почитувани колеги, стававте чевли пред владата во знак на заминување на младите во државата, од државата. Што треба сега ние да ставиме? Заминувањето на младите од државата е помасовно од пред 5 години. Што направивте вие како власт? Вие, почитувани колеги, како влада не направивте ништо за да го спречите ова заминување на младите. Не спречивте да се намали корупцијата, не спречивте да се живее подобро. Животот што го ветивте, никаде го нема. Каде е човекот кој што го ветуваше животот за сите? И него го нема веќе јавно на политичката сцена, но знаеме дека се уште работи зад сцената. Системот на институции во вашиот начин на владење го уништивте. Ете затоа заминуваат граѓаните од Република Македонија. Затоа ни заминуваат и младите. На сите овде и на целата македонска јавност сосема им е јасно, затоа што видовме како ги отфрливте сите наши кандидати, чии биографии исто така изобилуваа со еден куп трудови, објавени во домашни и меѓународни публикации од областа на граѓанското право. Од друга страна, прифаќате понеискусни, помлади кадри, како што е Тања Васик Бозаджиева, која дури и со својот докторат, кој го бранала кај професорката Родна, се уште, или магистерски, се уште не и беше наведено во нејзината биографија од причини кои само нејзи се познати. Почитувани колеги, со ваков начин на носење уставни судии, неискусни, но блиски до некои луѓе од власта, само правите поголем револт во државата и помеѓу граѓаните. Затоа имаме недоверба од 92% или доверба само 8%, а денес ако се направи анкета, сигурно тие 8% се многу помалку. А како да се врати довербата во судовите, кога случаите се влечат со години и немаат разрешница, кога на корупцијата, непотизмот и криминалот им нема крај, кога никој не одговара за тоа што го работи. Скандалите на функционерите блиски до власта се главна вест сите овие години. Законитоста, стручноста, професионалноста и одговорноста никаде ги нема. Ова всушност е вистинската слика за функционирање, односно нефункционирање на судството. Со ваква доверба не одиме напред. Напротив, одиме со крупни чекори назад. Незадоволството расте, затоа потребни се луѓе со интегритет, почитувани и искусни, кои ќе знаат како да ја вратат и водат државата по прав пат. Но знаеме како ќе заврши и ова гласање. За жал, како и претходните. Ке се соберете, ке си го изгласате вашиот кандидат и покрај нашите сугестии, говори и отстапки. Толку од мене. Благодарам на вниманието.